Анализа на правописно-фонолошки особености на ракописот монашки писец од 14 век извршиле доцент доктор Михајло Марковиќ и професор доктор Сонја Новотни од Универзитетот во Тетово. Во нивното дело Верковиќевиот апостол, доцент доктор Марковиќ ни објасни што конкретно се обработува во книгата, а самиот ракопис представува доказ за постоењето на македонскиот јазик. Книгата Верковиќев апостол во суштина представува едно монументално дело, не дека е мое и на професорката Новотни, току навистина е монументално дело, бидејќи го докажува континуитетот на македонскиот јазик. Токму во денешницата, овој ракопис се спротивставува на лажните тврдења од бугарските лингвисти дека македонскиот јазик е настанат 45-та година и така натаму. Буквално во Верковиќевиот апостол се среќаваат елементи јазични, па може да се каже од една страна и диалектни, особено во записите кои што ги има настрана, кои што ја потврдуваат македонската црковно-словенска редакција на самиот ракопис, односно проевиненцијата која што ја има овој ракопис како македонски и како сведок и чувар на идентитетот на македонскиот народ и нормално на македонскиот јазик. Тоа е ракопис од 14 век, кој што е напишан од монаси. Значи, не се знае кои монаси, токму од причина што монасите во тој период биле со исклучиво голема скромност и таа скромност не им давала да се потпишат под самите ракописи. Ракописот е именуван по Стефан Верковиќ, кој се смета дека го однел ракописот во Русија. Верковиќевиот апостол денес се наоѓа во Русија, односно во библиотеката Салтиков Чедрин во Санкт Петерсбург, и тој е ракопис кој што е продаден на руската библиотека или можеби и на некој друг претходно, кој што ја препродал пак на руската библиотека, од Стефан Верковиќ. Тој бил познат и прочуен собирач на ракописи. Лично мене, ако ме прашате, и дел од научниците кои што работаат на проблематиката стари ракописи, а ги нема многу, во Република Македонија денес имате само 10 научници што се занимаваат со историја на македонскиот јазик. Во суштина, Стефан Верковиќ го краде од овде, и од каде и да го краде, и го продава на руската библиотека или на некој посредник кој што подоцна ќе го продаде на руската библиотека. И благодарение на него нас не останал овој ракопис да го објавиме, бидејќи ако останал во Македонија, најверојатно би завршил со уништување, но сепак неговата алчност за пари најверојатно донела да овој ракопис денес повторно професорката Новотни го врати во Република Македонија, го обработиме и јасно ги докажеме македонските јазични особености кои што ги следиме преку развојот на двата ера, големиот и малиот ер, односно развој во О и Е, карактеристика за стандардниот македонски јазик дори, потоа развојот на носовките он и ен во А и Е, од типот рака, пат, петел, греда и така натаму, но и употреба на различни лексеми кои што би соодветствувале денеска, членот го споменав и на граматички план, но бидејќи овде повеќе работиме на правописни и фонолошки особености, не опфаќаме оној дел на морфологија и синтакса, кој што би бил најверојатно елемент на обработка во некој друг дел од самиот ракопис. Книгата е издадена со поддршка на Министерството за култура во 2019 година, до кој доцент доктор Марковиќ изрази благодарност, како и до рецензентот професор доктор Мери Цубалевска, која, како што вели Марковиќ, го одобрила како монументално дело.